Да, добро утро. Во првото постпразнично издание на Да си кажеме, зборуваме за убави нешта. Имаме едно убаво македонско, типично скопско, би рекол, семејство, различно по тоа што е спортски ориентирано, односно спортско семејство, кое во своите редови го има и Даријан. Даријан е супер талентирано младо момче или дете од 9 години, надарено за фудбал. Добро утро и добре дојдовте за Дамјан, Даријан и Мери Галевски од Скопје. Добро утро. Добро утро. Даријан, ти си главна звезда ова утро. Зошто? Зашто играм. Што си Зашто ти? за мене се збори. Како? Зашто за мене се збори. Зошто се збори за тебе? Погас. Зашто сум талентиран Зашто си талентиран? за фудбал. Како откри дека си талентиран за фудбал? Дека отидов во Барселона. Во Барселона? Да, Беше таму? да, На Nou Camp или на другиот стадион? на наукам. Беше на Nou Camp? И како? Добро. Како е чувството кога се појави таму? Па, среќно. Како те викаат другарчињата на фудбал? Меси. Меси. Да, И ти годи убаво ти е? да, А утро не си на училиште? сум. Ке ти пишат неоправдан или ке те оправда бидејќи си на телевизија? Има правда. Родителите или имаат разбирање и наставничките се добри? Наставнички. Кој одделение си? Трето. А во училиште како е? Убаво интересно. Даријан Галевски од Скопје стаса до Барселона, заедно со Мери и со Дамјан, мајката и таткото на ова младо супер талентирано момче. Имаш трема, Даријан? Уште тоа не те прашав. Не. Не? Ти си веќе звезда, така? Да. Можеш да се зборуваш како Меси. Како детево стасавте до Барселона и еве деновиве главен во медиумите, бидејќи Фудбалската академија на Барселона, Ла Масија, се заинтересира за нашиот млад сограѓанин Даријан. Така е. Даријан е доста талентирано дете. Тренира од својата 4 години и 8 месеци фудбал. Доста е присутен на фудбалските терени, како на нашиве, така и на меѓународните сцени. Патот е макотрапен, треба многу вложување, многу напор, многу тренирање за да се стигне до една ваква награда. На 2024 година, во јуни месец, значи точно скоро пред една година, го посетивме кампот на Барселона, кој што беше во Загреб. Тама освои најдобрата награда, или првото место. Еве, ова е тој убав пехар кој што ни го краси домот. Тоа е од минатиот јуни во Загреб. А вие ни донесовте еден куп медали овде. На само 9 години Даријан има еден куп златни, сребрени, секакви медали, секакви ордени. Што ти значи тебе, Даријан, ова? Извинете, ја прекинавме гордата мајка, меѓутоа еве пак зборима Даријан. Ова ми значи дека сум многу добар во фудбалот и дека можам да станам многу добар. А на училиште ти викаат погласно зборувај? Или не си појадуван утро, па немаш сила? Не знам. Појадуваш? Не. А млеко пиеш? Чај? Пијам Што пиеш? и чај и млеко. Кој ти е омилен пијалок? Кока-кола? Или не смее тоа спортист? Никако. Понекогаш за награда. Газирани сокови не. Леден чај. Само леден чај. Да. Како ти оди денот? Кога одиш на тренинг? Тренинг одам вторник и четврток, и во Србија одам петок, сабота и недела. Секој викенд одиш во Србија. Да. Бидејќи играш за Црвена звезда, така? Да. Толку мала веќе звезди над звезда. Браво, Даријан. Ајде, ја прекинавме мајката, но да му дадеме збори на таткото, имаме време ќе зборуваме убаво и за почетоците и за тоа. Како е чувството вие? Не сметате дека му вршиме притисок вака и јавно што го дали не е товар својден ова за Даријан, бидејќи поставуваме големи очекувања од ова 9-годишно момче? Така е. Даријан, тие големи очекувања мислам дека ги надмина. Малце порано затоа што тренира веќе поодамна фудбал. И да, на почетокот имаше притисок од сите страни. Меѓутоа со разговор со него дека све се надминува, све се решава, нормално и со неговиот карактер. Веќе го надминавме тоа, иако е 9 годишен, ние нонстоп разговараме со него. Што да очекува, ако прими гол да не се нервира, има време, ќе надокнади. Кроз разговор, кроз посетување на некои
психијатри кои што не советуваат за одредени работи, како да постапуваме на оваа возраст. Со него ние тоа мислам дека го наминавме и нашиот притисок спласнува со тек на време, затоа што нормално како родители сите сакаат на почетокот детето да им биде супер успешно, меѓутоа со тек на време кога веќе он го покажува тоа континуирано, таа еуфорија, тој притисок полека од наша страна го намалуваме. Може би за вас е понапорно ова темпо што го најавува Даријан, го кажува вторник и четврток на тренинг тука во Скопје. За викенди патувате во Белград каде Даријан веќе игра за Црвена звезда, голем клуб. А ете Барса го чека да порасне како што велиме, бидејќи има отворени врати во Барселона поради исклучителната оценка што ја доби од тренерите и координаторите на Ла Масија, така ли? Така. Како ви функционира секојдневието кога имате супер талентирано дете? При тој и не е само тој, нели има и братче поголемо кој исто така игра фудбал. Така. Ние сме посветени, ние сме спортска фамилија и ако за другите тоа представува преголем напор, за нас представува задоволство. Секој викенд, значи ние работните обврски ги вршиме, се со цел викендот знаеме дека ќе ни биде максимално ангажиран, што за него, што за другиот брат. Другиот брат еве да го поздравам, Лука Галевски, игра во Вардар, во помлади пионери, 15 години и е стандарден член на првиот состав на Вардар. Не е лесно да возиш 500 км натаму, 500 км назад, да идеш на тренинг, при тоа не можејќи да го видиш детето како тренира, затоа што големите клубови имаат некои ригорозни мерки во однос на тоа, не можеш да бидеш... Не го гледате Даријан кој игра? Не, тоа е најболната точка на ова наше растење со Даријан, затоа што вложуваш се, мачиш и знаеш кога ќе дојдеш тамо сакаш малце да осетиш дел од тоа. Да, го гледаме само на турнири и на некои надпревари кои што се организирани. А во меѓувреме што правите вие во Белград, додека тој тренира? Седиме и го чекаме да заврши саат и пол. Покрај стадионот, покрај Рајко Митич се шетате и Рајко чекате. Митич, точно така. Седиме и разговараме со родителите други. Тоа е болната точка наша која што за жал такво е И по колку време ги држат внатре на стадион? Саат и пол. Саат и пол трае тренингот. Даријан, што е различно тренингот во Белград од тој тука? Во Белград играме повеќе фудбал, а тука повеќе правиме вежби. Тука повеќе подавате? Да, Тебе кај ти е поубаво? во Белград. Во Белград е убаво. Иако мама и тато не те гледаат? Да, И кога ќе се испатиш, кој те пресоблекува? мама и тата. Мама и тато на крај. Да. Добро, ве прекина вас во тоа стасавме до ова Така. голема награда што вам многу ви значи, тоа е од минатиот јуни. Како вам ви паѓа ова темпо? Вие поранешна каратистка, Дамјан поранешен кошаркар и Даријан и Лука сега фудбалери. Така. Како функционираат четворица спортисти во едно семејство? Одлично. Се надополнуваме. Да, задоволство е да се биде родител на такви талентирани деца. Точно, јас сум бивша репрезентативка во карате, со, така да кажам, нескромни 170 медали во мојата кариера. Повеќе од 15 години сум државен првак на Македонија во минус 50 килограми. Сите мои достигнувања или, како ќе кажам, недостигнувања, сакам да му ги пренесам на Даријан на прав начин, на право место и на прав пат, бидејќи пред да се откажам од каратето, тогаш останав трудна со Даријан и многу ќе ме прашаат зошто не си продолжила понатаму. Од кога ќе станеш мајка, на прво место станува фамилијата, а горда сум што еве ваков талент го имам до мене, си го имам во фамилијата, па сите мои очекувања како еве светски или европски медали, сакам со мојата желба, со мојата ангажираност, односно со нашата ангажираност, заедно со мојот сопруг Дамјан, да му го пренесеме на Даријан и да го исправиме, исто така и Лука, на прав пат. Наградата во Барселона, тоест во Хрватска како најдобар играч, па да не кажам, првите 2 дена од кампот веќе беше очекувана. Ние знаевме, пошто Даријан искрено 2024 му беше така добра плодна година.
Играше за две генерации 2016 и 2015 во фудбалскиот клуб Форца. И пред да заминеме во Загреб, седнавме дома и направивме една турнеја со Дамјан. Ајде да не биде само одењето во Загреб, да споиме неколку кампови. Во меѓувреме, после наградата која што ја земавме од 21 до 25 јуни во Загреб, на Барселона кампот, продолживме во Риека, Даријан беше и на Ливерпул кампот, кај што исто така со 4,9 оценка беше оценет меѓу најдобрите играчи, и продолживме во Црвена звезда во Белград, каде што и таму исто така беше оценет за најдобар на кампот, а воедно и доби покана да биде дел од генерацијата 2016 на Црвена звезда. Убаво е чувството кога имаш деца кои што пред се тренираат. Значи, тренираат спорт, се дружат, го сакаат и сметам дека растат на прав пат. Има мобилен телефон, Даријан, или не му треба? Нема. До пето одделение нема Лука телефон. има, братчето, така? Лука има, меѓутоа и неговиот брат Му е до ограничено. пето одделение не му беше дозволен телефон. Даријан кога порасна, тато сакам да имам телефон. Кога имаше брати у пето одделение и ти ќе добиеш у пето одделение. Даријан, побаво е со фудбалот отколку со телефонот, нели? Да. Или му го земаш на брати да поиграш малку? Не му го земам. Не му го земаш? На тата. Кажи ми, си тренирал карате некогаш? Не. А кошарка знаеш да играш? Знам. Те научи татко ти? Да. А карате не те интересира? Да бидеш најсилен на улица? Ме интересира и тоа. И тоа те интересира? Те научи мама нешто карате? Некоја ката се викаш? Ката. Јас знаеш сум во некоја ката? борби, Даријан има желба за карате, иако до 12, извинете што ве прекинувам, до 12 години е убаво вако фудбалер да проба различни спортови, меѓу карате, боречки вештини, хокеј, за жал. Ние немаме во Македонија, бидејќи до 12 години се развиваат сите мускули на телото, но сметам дека да добар пат е со фудбалот, дека каратето може само како одбрана да му служи, но доколку има поголема желба. Може и до црн појас да стаса, бидејќи е дисциплиниран. Така, Даријан? Да. Кажи ми за Ливерпул кампот или повеќе сакаш за Барселона да играш? За Барселона. Не за Ливерпул? Зошто ти е омилен играч Меси, а не Ламин Јамал. Јамал, например, од помладите, од поновата генерација фудбалери? Па кога ќе замине Меси ќе ми биде Јамал. А чекаш да замине Меси сега, после Јамал? Да. А кој ти се допаѓа како игра најмногу? Рафиња. Рафиња? И Рафиња, значи? Да. Тебе што најмногу ти се допаѓа да изведуваш пенали, слободни удари или корнери, или да дриблаш? Кога ти е најубаво кога играш фудбал? Пенали е слободен. Пенали и слободни? Да. Добро ги изведуваш? Да. Со десна шутираш или со лева? Со десна. А со лева знаеш? Знам. Учиш, ве учат и тоа на тренинг? Не, дома со тато. А, со тато. И А да со бато играте со бато? Па да. Кој е Кога подобар? сака да искочи. Кога играте сам по сам со брат ти, кој е подобар? Па он, Ама ти знаеш да го дрибнеш и Лука, така? А кој е поголем од тебе? да. Он ќе ме бутне. Тој ги те турне, и фаул ги ти направи, така? Да. Даријан, ти паѓа тешко некогаш одењето на тренинг? Или секогаш ти уживање? Не, секогаш ме уживај. А на училиште? Кој ти е омилен предмет? Математика. Математика? Да. Браво, секоја чест. И тоа доста успешен во математика. Знае Стасува, значи, со врските на училиште и потоа на тренинг. така. Нормално има тука некоја генетика со математиката, меѓутоа лесно ја совладува. Веројатно ќе му помогне логиката и математиката во животот. Даријана, тренерите строги се? Не те караат никогаш? Не. А другите деца? Па не тие. Ни тие. Овие тука во Скопје различни се од тие во Белград и од тие во Барселона? Да. Зошто? Зашто во Скопје се, во Барселона се потака, они повеќе подаваат, него ли што дрибаат. Не, за тренерите да прашам. Не, така. А и децата се За поразлични, а? Децата повеќе подаваат во Барселона. Да, Овде дриблаат, секој сака сам. да, А тренерите кај се подобри? Тука или во Барселона? во Барселона. Зошто? Па зашто прават добри треници. Добри тренери? А на кој јазик ви зборуваат таму?
Па на нив на шпански, а мене на англиски. На англиски? Зборуваш англиски? Да. Ма ќе научиш и шпански ти. Така? Кој ќе порасте? Ако сакаш да играш за Барселона. Така. Ај кажи ми сега за патувањето во Барселона. Како отидовте до таму? Бев на камп во Загреб Добро? и таму ме одбира за најдобар од сите деца и бе повика да одам во Шпанија. Таму имаше 200 деца? Да, Најдобар од 200 деца беше. да. И како патуваш во Барселона? Со авион, Со мама и тато? да. И што правевте И таму? со Бранко Чупевски, Бранко Чупевски и Георги Деспотовски. Си земавте и новинар и снимател се? да, Да те снимаат? да, И кога стасе у Барселона, убаво ти беше? да. Што правевте на стадион таму? Да, ја гледавме Барселона со Севиља, Добро, и колку заврши резултат? 5-1. За Барселона? Да. Кој даде голови? Левандовски, Рафинја, 5-1 за Барселона, а? Добар резултат. Добар. Добро. Ти навиваш за Барселона, ке навивачите на Барселона беше? Не. Си седевте на страна, си гледавте фудбал. да. Дамјан, како еве почна Мери објасни до некаде, стасавте во Загреб, таму меѓу 200 талентирани деца, сите се талентирани таму на тој камп веројатно. Па, Меѓутоа се не би упаќал никој пари ако само колку не да се очекува. појави. У принцип, тоа е сите имаат очекувања и таму. сите имаат очекувања. Да. И од тие 200 таленти, Даријан е избран од координаторите и тренерите на Барселона, на Да, Ла да Масија. напоменам дека за оние што не знаат нели како се избираат тие деца, Барселона има исклучително ригорозни критериуми во поглед на тоа. На пример на 25 деца они праќаат по еден тренер. Не може еден тренер да се тие што го организираат камповите имаат лиценца и на таа лиценца им е кажано на 25 деца мора да имате еден шпанец, да речеме. И тие 5-6 шпанци заедно со координаторот, координатор има главен надреден на тие тренери, исто и он е тренер, го прават изборот на дете кое што ќе им западне во око на нив. Има хрвати кои што само ги следат нивните вежби кои што ќе бидат прикажани претходно и служат за превод на кон децата. Иначе тренерите даваат си некакво оценка, меѓутоа најбитна е оценката од шпанците. Колку време треба за да шпанците го воочат токму Даријан дека е нешто различен и подобар од другите? Па реално скаут, колку време трае? Реално ние тоа го приметивме веднаш што се случи. Даријан на првиот тренинг беше со својата генерација. Значи таму се поделени по генерација. 2016, 2015, 2014 до 2006-2007 година. Даријан е роден 2016? 2016 јануари месец. Даријан тогаш имаше 8,5 години. На првиот тренинг Даријан веднаш се виде дека одскокнува од децата кои што се пријавени таму. Има по 2 тренинга дневно. Вториот тренинг тренерот шпанецот го викна координаторот. Таму се дозволени гледање од страна, малце понастрана, нормално коментирање не, меѓутоа гледање да. Вие како родители? Како родители и приметивме дека го викна координаторот го погледна Даријан и отиде. Се врати подосна малце после 15 минути со телефонот скришно и го снимаш. А деца играат фудбал или тренираат? Тренираат. Фудбалските утакмици се при крај на кампот. При крај на кампот за да видат тоа што го тренираат. Значи оваа селекција се врши за време на тренинг? За време на тренинг. Значи гледаат кроз тие вежби кој како се снаоѓа. Даријан знаеше, ние и дома разговараме, политиката на Барселона која е да го почитуваш играчот до тебе. Што значи? Да подаваш, да не бидеш себичен, да асистираш. Значи, Барселона не цени играчи кои што се себични индивидуалисти. И тоа Даријан го прикажа. Третиот тренинг доаѓаме са бајлето рано и тој тренерот го чекаме Даријан, ние знаете онака са бајлечки кафенце, го чекаме Даријан, го нема. Ми покажува со прстот, вика ми го зема, вика во другата генерација. Ние се префрливме на другиот терен, Даријан игра со 2015. Не помина 30 минути, го вика координаторот, главниот Даријан, му вика, Даријан, можеш ли со 2014? Тие се деца поголеми, физички покрупни, посилни од него. Така, знаете, он може да се носи, меѓутоа физиката си го покажува своето, меѓутоа он на тренинзите нема проблем со постари генерации.
и Даријан го прекомандуваа од 2014 и тоа ни даде знак дека нешто се случува во однос на него, затоа што само он беше прекомандуван, другите си стагнираа во местото кај што беа. Со тек на време сите викаа ќе биде, меѓутоа знаете како чувството е, очекувањата се големи, меѓутоа ако на крај се разочараш па е уште потешко. Имавме некоја доза на резерва, се до последниот ден кога го прогласија Даријан, бевме пресретни, врнеше и стуреше дожд, меѓутоа тоа на нас не ни пречеше, бевме искрено такви емоции, само човек да си посака, кога детето ќе те направи гордо. Така. Појаки емоции се од колку ти било што да направиш во животот. Фудбалот освен најпопуларен спорт денес е и многу пари, нели и за фудбалерите кои ќе успеат, меѓутоа и за родителите кои треба да вложуваат во нивното дете. Вие сте сега во таа фаза, нели овие сите патувања вечината. Така е. Кога вели мери навистина е тешко да се семејството да функционира исплотено и да постигне да стаса на сите места каде што треба стаса. Секојдневно би рекол сте на патување некаде. Така Речи си. Знаете, криво ми е кога ќе каже некој родителите, еве, например, ние за ова интервју не се договаравме воопшто какви прашања ќе има и што ќе има. Него едноставно вие чувствувате дека стварно е трошок. Ми е криво кога луѓето ќе речат родителите зборат за трошоците како демек еве бараат спонзори за Даријан. Не е вистина, значи ние само си ја кажуваме маката да ни олесни што и како се случува, да не мислат дека луѓето дека преку ноќ станува инстант успех за било кое дете. Нити имаме преголеми очекувања во однос на финансиите, далеку од тоа дека сега размислуваме што би било кога би било Даријан кој ќе успее, а напротив, вложувањата се огромни и ние не очекуваме дека тие вложувања некој ќе ги врати. Значи треба да бидеш спремен дека ќе имаш огромни трошоци. Самото тоа што се патува секоја втора недела, секоја недела, има Даријан преку 15 на турнири во текот на годината, па вие видите колку финансии треба за Даријан да се прати на тој успех. Меѓутоа пак ќе ви кажам, ние се лишуваме од кафани, се лишуваме од многу други работи и парите ги инвестираме во Строга дисциплина, мора да бидете посветени кон тоа. Мора да. Мери, вие како поранешна спортистка, што му подготвувате како оброк на Даријан? Дали ви посочија нешто во фудбалската академија на Барселона или еве во Звезда, во клубот во кој игра сега Даријан во тие младински категории, ви советуваат посебен режим на исхрана за децата, бидејќи веќе почнува да се занимава сериозно со фудбал? Така. Во Барселона немавме такви тестирања и испитувања, бидејќи временскиот период беше краток, само 10 дена. Но Црвена звезда два пати во годината во прилог на телевизија одеше тестирањето на Црвена звезда и имаат одредени тестирања, значи како физичка спремност, така и во делот на исхраната. Точно знаат согласно резултатите што ќе постигнат на тие тестирања, координаторот на Црвена звезда заедно со останатите нутриционисти, секој од родителите разговараме во Црвена звезда и точно знаат на Даријан што му треба или што не му треба во делот на исхраната. Сега за сега Даријан се движи во одличен правец. Ние се консултираме со многу нутриционисти, редовно ги посетуваме спортска медицина, каде што во ова фаза децава треба све да јадат. Може и благо? Па да. Може и благо, да, може и... Дозволено и чоколадот не е ригорозно. Може и една чашка газиран сок, иако ќе речеме никако Кока-кола. Но кога ќе станат возрастни, престануваат да јадат. Сериозните фудбалери не смеат да јадат благо. Така. Ние уште сега гледаме тоа да го направиме на минимум, бидејќи како уште сега ќе почнеме со Даријан, како ќе му го дадеме правецот, така треба да се движи, бидејќи Даријан е 9,5 години, веќе за година и пол, две, е во фазата на 12 години, кај што он треба правилно да се развива и очекуваме уште еден повик од Барселона, каде што треба да се покаже во најдобро светло. Така, Барселона го следи и треба да стаса до 13 години? Па, реално, Така е патот, нели? Така е патот. Во разговор со координаторот, кажано е дека единствено Меси го имаат земено, правиме муаве за, они ги викаат non-European, значи неевропските играчи, значи они си имаат матични деца кои што тамо тренираат и кои што не се има членови на Барселона. Меѓутоа тамо се издвојуваат големи средства за да бидеш член на Барселона и се локалци обично. Селектирањето почнува на 13 годишна возраст. Меси е единствениот кој што го имаат земено на 12 годишна возраст. Даријан, кој е ти омилено јадење? Макарони.
Макарони со сирење или со кечап? Со сирење. Има една анекдота во поглед на нутриционизмот. Мајка му на првиот, кога го пуштавме на припреми со Црвена звезда и ригорозни се тамо во поглед на тоа. И имаат строго напишано што сме, две води, сендвич, со не знам што, а мајка му го спреми од дома со чоколади, со не знам што све не, и тоа беше све трнато на страна фрлено. За попат. За неизглед, кога ќе оди за на неизглед, другарчињата. Па не, леден чај никако не смеат, бидејќи е доста заследен со шеќери, А тој рече чоколадо. омилен пијалок му е леден чај со макарони со сирење. Чоколадо, не, макароните може, значи може да јаде и практикуваме секогаш пред тренинг или повеќе пред утакмица да јаде таква лесна храна, бидејќи него му годи, не јаде тестенини, не јаде бурек, не јаде такви работи, гледаме повеќе варени јајца, белки, за да му биде лесно и за да може да има енергија пред утакмица. За тоа сум задолжена јас и така си го знаеме редот секој во семејството. Си легнуваш рано? Мораш и да спие, фудбалерите мора да спијат најмалку 8 сати, нели? Да. Добро, а како го објаснувате ова вие каратистка? Дамјан се занимавал со кошарка, така? Кошаркар во Работнички? Така. Од каде детево талентирано за фудбал? Фудбалот е најпопуларен спорт, меѓутоа станува збор за супер талент или за нешто друго? Па, Даријан, уште од 2 годишна возраст, имам видеа кои го, сега не можев да ви ги пратам тие затоа што Мислам се дека ќе одат во прилог. не, идат во прилог од 4 години Така. и 8 месеци, меѓутоа имам у приватна видеотека каде што Даријан од 2 години шутира и буквално од 100 шута 95 ги дава. Ова што го гледате е на 4 години и 8 месеци, само што почна првите снимки од Даријан како почнува да тренира, а децата се доста повозрасни од него. И го приметивме тоа на многу мала возраст. Меѓутоа, ај си викаш као родител да не премногу очекувам. Прекина на 3 годишна возраст, одеднаш на 4,5 годишна, цело време беше присутен на тренинзите на неговиот брат. Да не заборавам, во фудбалскиот клуб Форца, под водство на Јовче Джипунов, да ги поздравиме нив. И одеднаш, тато сакам пак да почнам со фудбал. Му вика, ај, мислев еден ден. Тоа континуирано почна, отидовме во Форца, го прашав Јовче Джипунов дали кога е очекувањата за Даријан, обично на испод 6 години не примаат деца, само заради фокусот кој што го немаат децата на таа возраст. Он рече за Даријан може веднаш и така почнавме. Ова е тоа видео што го гледам. Да, тоа е тоа. На 4 години и 8 месеци. Така е. Но зашто станува збор за талент од Бога, бидејќи вие сте кошаркар, мајката каратистка, детето фудбалер? Ја мислам дека не може тренер или родител или било кој да му го всади тоа уште од таа возраст. Дефинитивно неговиот талент е даден од Господ, негово останува само работа, да биде приземен, скромен е, како и секогаш неговата најголема карактеристика мене што ме прави горд е скромноста. И ако чекори по тој пат кој што го има сега за сега, мислам дека Би сакал да си правиме уште долго, да си муабетиме, меѓутоа времето ни завршува и на крај морам да го прашам Даријан, што сака да стане кога ќе порасне? Математичар? Фудбалер. А математичар? Па могат. Може и математичар? Прво фудбалер, па математичар. Не, само фудбал. И во кој клуб сакаш да играш? Барселона. А во претходно? Или одма во Барселона? Одма во Барса. Ке играш за македонска репрезентација? Да. Браво, Даријан. Честитки да бидеш дисциплиниран, да ги слушаш мама, тато и тренерите и да успееш. Позор. Браво. Мери Дамјан, ви благодарам многу за гостувањето во утринската и ви посакувам многу сила, храброст и успехи да одолеете на сите предизвици и да го извадите ова дете на вистински пат, меѓутоа и да го зачуваме дома, да не ги упропастуваме супер талентите како што знаеме ние во Македонија и умееме. Благодарам на поканата и се надеваме дека ова нема да биде последна емисија, дека ќе имаме уште заеднички емисии да се гордееме сите со Дарија. Добре дојдени сте со новите медали, пехари и трофеи. благодарам. Благодарам.